Цели колони од претежно стари возила и безрегистарски таблички, но и запрежни коли натоварени со огревни дрва, движејќи се со огромна брзина, секојдневно се симнуваат по патот од вештачкото езеро кон Прилеп. Корона кризата и зголемениот ангажман на полицијата во таа насока, како да го засили дрвократството во Прилепскиот регион, кој за волја на вистината со години е сериозен проблем на кој очигледно никој не може да му застане на патот. Дрвократците, претежно од ромска националност, опремени со мобилни телефони, но неретко и наоружани, и дење и ноќе, со неверојатна вештина ги избегнуваат контролите на шумската полиција, која пак со години кубури и со човечки ресурси, но и со техничка поддршка. Според раководителката на Прилепската подружница на шумската полиција, Оливера Петреска, и покрај тоа што се работело со полна пареа, сепак дрвократците продолжувале безмилосно да ги опустошуваат шумите. Таа вели дека со единственото и веќе дотраено возило кое службата го имала на располагање и со 14 шумски полицајци, од кои дел биле на годишен одмор, успешното справување со дрвократците било еднакво на невозможна мисија. Ова особено сега, во новонастанатите услови заради коронавирусот, бидејќи, освен што со години имаат многубројни тековни проблеми, во моментов имале и недостиг од соодветна заштитна опрема, вклучително и заштитни маски, за кои се снајдувале како знаеле и умееле. Петреска вели дека шумските полицајци и покрај тоа што се вооружени, сепак биле изложени на висок ризик, пред се заради невидената агресивност на дрвократците. Инаку последната заплена на огревно дрво била пред 15 на дена, кога од дрвократците биле одземени над 80 кубни метри огревно дрво.